Во Пелагонискиот регион има 8 нерегуларни диви депонии со голем ризик врз животната средина. Ова беше заклучено врз основа на извршената проценка при изготвувањето на планскиот документ, регионален план за управување со отпад за Пелагониски плански регион, донесен со одлука на Советот на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, а на предлог на меѓуопштински одбор за управување со отпад. Планот предвидува нивно затворање или рехабилитација, со што ќе се обезбеди подобра заштита на животната средина и намалување на негативните влијанија на земјоделските култури што се наводнуваат со водите од овој регион, подобрување на квалитетот на воздухот, намалување на емисиите на стакленички гасови, подобрување на јавното здравје, биодиверзитетот, водниот потенцијал и слично. Регионалниот план за управување со отпад за планскиот регион исто така предвидува неколку различни сценарија за управување со отпадот и тоа негова реализација со одредени мерки треба да значи изведба на градежни активности, а со нив и постојки за третман на отпадот кој е продуциран во планскиот регион, како и негово одлагање согласно уредбата за определување на проектите и критериумите. Главна цел на регионалниот план е да се регулираат и хармонизираат целите дадени во националната стратегија и националниот план за управување со отпад, да се воспостави интегриран и финансиско одржлив систем за управување со отпад во планскиот регион и да се поддржат планските процеси за интегрирано регионално управување на отпадот. Обемот на извештајот на стратегиската оцена треба да ги прифати следните аспекти: идентификување на можните влијанија врз медиумите и областите во животната средина, со посебен акцент на влијанијата врз почвата, водите и воздухот, како и здравјето на луѓето. Извештајот треба да предвиди мерки за надминување за секој идентификување влијание, како и определени мерки на следење на влијанијата. Со овој документ ќе се одредат насоки кои ќе доведат до намалување на количеството на отпад кој ќе завршува на депонија, искористување на материјалната и енергетската вредност на отпадот, управувањето на отпадот да се спроведува на начин со кој ќе се намалат влијанијата врз животната средина и човековото здравје, како и санација на постоечките регуларни и нерегуларни депонии кои представуваат опасност. Планскиот документ кој ќе има влијание врз животната средина го донесува Советот на 9 пелагониски општини, а за чија изработка се задолжени Министерствата за животна средина и просторно планирање, здравство и за локална самоуправа на Република Македонија, јавните комунални претпријатија кои постапуваат со отпад, Институтот за јавно здравје, ЦРППР и невладиниот сектор кој делува во оваа област.